Се усогласуваат последните детали за почетокот на еден од најголемите комплексни судски процеси во поновата македонска историја. Надлежните институции ги финализираат плановите за справување со огромниот број обвинети, сведоци и оштетени. Се очекува до крајот на годината да биде утврден и точниот распоред кој предвидува одржување на 2 интензивни рочишта во текот на една недела. Веде претседателката на Кривичниот суд Даниела Димовска ја истакна логистичката комплексност на постапката. Пред судот ќе седнат според најавите 38 обвинети, од кои 35 се физички, а 3 правни лица. Димовска посочи дека дополнително ќе се одлучува и за спојување на 2 предмети поврзани со пулс. Еден од првите предизвици според неа е барањето на Сдруженијето на жртвите да им биде доставен комплетниот доказен материјал. Судот исто така ќе инсистира и адвокатите јасно да ги информираат своите оштетени, кои во овој случај се воедно и сведоци, дека нема да смеат да ја следат главната расправа пред нивното сведочење. Воспротивно, како што појасни Димовска, тие ризикуваат да го изгубат правото да сведочат. За јавноста, важна е информацијата дека судечкиот совет одлучил да не дозволи снимање на самиот судечки совет во судницата. Поради големиот број учесници и очекуваните тензии, обезбедена и постојана лекарска екипа во близина на судницата. Димовска упати и сериозно предупредување до сите вклучени во процесот. Таа апелираше оние кои издаваат боледувања и вештачења да бидат свесни дека судот ќе ги проверува истите дополнително и ќе мора да бидат поригорозни од вообичаено. Претседателката нагласи дека со толков број обвинети, судот има обврска и задача да овозможи непречено одвивање на судењето. За да се осигура континуитет, обезбедени се и резервен судија поротник и резервен записничар, а советот ќе брои вкупно 4 поротници, еден повеќе од вообичаено. Дека овој предмет е огромен предизвик за целиот систем, потврдува и државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски. Тој го искористи моментот да апелира за системските проблеми, велејќи дека токму овој случај е доказ колку е потребно да се инвестира во обвинителството за ефикасно гонење на криминалот и корупцијата. Коцевски посочи дека системот се соочува и со огромен предизвик, како од финансиски, така и од кадровски аспект, и повторно го нагласи големиот недостиг на јавни обвинители во обвинителството. Алармантен е податокот што го сподели дека во наредните 3,5 години нема да биде избран ниту еден нов јавен обвинител. Интересот за судењето е веќе голем, па Коцевски најави и присуство на медиумски екипи од соседството. Од страна на одбраната пак претседателот на Адвокатската комора, Љубомир Михајловски, истакна дека специфика адвокатите ќе се појавуваат во двојна улога, како и бранители на обвинетите, но и како полномошници на оштетените. Тој најави дека очекува правна борба во судница, но потенцираше дека судот, како што ќе ги носи крајните одлуки, е токму тој. Михајловски изрази доверба во судскиот совет, велејќи дека судиите што ќе го водат овој предмет се искусни и постари. Претседателот на комората верува дека ќе имаме квалитетно судење, доколку секако постои меѓусебно почитување од сите странки во постапката. Останува да се види како правосудниот систем ќе се справи со овој логистички и правен предизвик во наредните месеци, додека јавноста и жртвите очекуваат брза, но пред се праведна разрешница.